Секоја чест, царе, мојот омилен комичар од Србија си ти. Љубим те. Сите ве сакам, сите ве обожавам, тоа го кажа. Сега, пошто вечерва го славиме стендапот и оној кој што пратил малку историја знае, ќе ми рече, види, покија бе стендапот настанал, луѓето биле незадоволни од власта, се кренале на бунт и сега еден из хумор земеле ќе критикуваат власта. Ја викам, врска немате. Стендапот настанал од жената. Жената е прв пример за стендап. Дури и Фейсбукот е правен према жената. Да, луѓе, Фейсбук ти е исто као жена. Од неколку причини. Прво, со него не можеш да се разбереш, ама па не можеш ти без него. И второ, таман ќе го научиш како функционира, он се менја. Да. И кај жените све е обратно. Ако ти каже да, значи не. Ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура дојде и се приличи и вика и ти рече немој да ме фаќаш тука, никако дечко имам, немој да ме фаќаш, тоа значи фаќаме, растуриме. Да, и на све е обратно. Ја и викам, пример, класичен ќе давам. Викам, срце, вечер кидам со друг... Пази, страв ти е да кажеш прво. Да. Страв ти е. И викаш, срце, вечер кидам со другарите у кафана. Окей, така? Фаца. Петнаест минути фацата, па она. Да бе, да, злато. Како не? Кога сум ти рекла ја на тебе нешо? А уствари шо си мисли? Говедо едно! Секој петок идеш тамо по кафани, по курвице, цвериш пијаничиште. А ако ти каже, ма иди прај шо сакаш тамо, не ме занима, еднаш си имам заебано. Еднаш се имам заебано, никад више. Не, да, тоа не значи прај ти тоа шо сакаш. Тоа значи прај тоа шо она сака. Иначе, кога се вратиш од кафана, ќе видиш дома шо ќе ти се дешава. И ја и викам, маче, да не си нервозна ради пак со страв, пази, особено ако ти од Ѓорче цурата, пример. Знаеш, од Ѓорче, она, на излез од Скопје прва наплатна, па после да Ѓорче. Тие опасни се таму, вака ме чека на автобуска. Вака. Ајде, кажи ја кидеш у кафана, бе. Ајде, муж. А ја одново лисиче, градско дете, мислам. Check it out. Лабаво. Утренерчиња. И онако далеко ја прашувам. Пуше, пази, ако е тенисерка, не, може се приближиш, бе. Бейхрем, форхем, тоди не лицата. И вако далеко, маче, да не си нервозна ради ова кафанама со другари. Не сум нервозна! Добре, срце, не викај, не викам! Кој вика? Па ти викаш, не ме провоцирај! Прај шо сакаш, уреду е! Брат, седи си тома, глеј си бандини, бе. Глеј си бандини. Благодарам. Мене не мора, уреду е. Не мора, седи се, ајде. Ке речат 50 евра сум ти дал да плескаш, седи. Две поенти кратки. Прво, има два типа на жена. Да, тоа е. Два типа на жена. Комплицирана и покомплицирана. Значи, само види колку списања имаш за жена и све ти е јасно. Да, види, пази, имаш вака. За диети, за облека, акцесорис, шминка, секс, фешн, мешн, палци, не знам шо, а за мажи имаш само едно. Билтен. А не е ли списание, ало? Сакам да кажам еден совет до оние што се врска, до оние што се брак, за мажите важи ова. Дечки, ова е совет за мир во куќа. И вака иде. Немој по ниту една цена
да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. А не ме слушаш, мене тебе што ти зборам! Готово, касниш, саат и пол предавање, нема назад, брат, готово си го наебал, саат и пол. Ете ти таков си, никогаш не ме слушаш, ја джабе зборам, после викаш, јас на тебе не сум ти кажала, ти мене не ме сагаш, ти не можеш да ме слушаш, ега! Абе, жена што може да ти направи никој? Браво! Печа, морам да ти кажам нешто. Преска ме подсети со ова, учи ме, мајко, карај ме и така натаму. Знаеш ли ти, види, ние у Македонија не само што имаме најбезобразен фолклор, најсексуален ни е фолклорот, како ти објаснам? Еве ги дам пример. Песна Абре воденичаре. Пази сега. Абре воденичаре, баш пријателе. Море мојве устни, се имаш варијации тука. Море мојве очи, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Разбираш? И тоа, пази, ова ти е лајт. Да, сега ќе ти кажам, знаеш, свесен ли си ти дека целиот секс во македонскиот фолклор се состои само од два стиха? У два стиха, хардкор. Еве, за сите ќе испеам сега. Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо и солза, точно кој сме заедно, не знам се, не наблагам. Еј, пошто многу сексуално почнаме да завршиме. Добре, на што личиме кога молиме жени за сексова мажија, на што личиме? А, не, па стварно бе. Па добро бе, ова малово ромче што ви бара 5 денари на улица, сладко мало, па он има поише достоинство него ти кој бараш на жена ти секс, бе. Па да, бе, он е баре конкретен, разбираш, он е конкретен, има достоинство, тоа ги ти вика. Чичко, дај 5 динара, неам. Еј, каков педер си. И си оди. Си оди. Да, сон си оди, а ти стоиш, тука си, чекаш, молиш. Малце, не мога. Чекај, види сега, малце. Жена, комплицирано суштество, не за малце ништо не значи. Треба да и разграничиш што е тоа малце. И ома и разграничуваш тука. Са треба види, дали малце као временски малце, или малце као малце. И ома и разграничуваш тука. И викаш, маче, те молам, само 2 минути да го ставам и толку, 3 преку сила и готово. Шо е девојка ти бе, брат, микровална? За 2-3 минути само, там ќе оставиш, ќе ја навиеш на 3 минути, ако не го излиш, ќе ти изгори. Удала работа. Благодарам. Ти не ти треба тука не статуетка да земеш, статуетка да изградиш, море треба. Кирков, кај си? Да ти кажам еден виц. Знаеш ли како најбрзо се стасува до бугарски пасош у Македонија? Ќе си игнорираш Охридско езеро, тука ќе си најдеш, има. Така да си знаеш. Ало. Добро бе. Сакам пар ствари да кажам за жени, бе. Не ме каѓете со штикли, седи, добро. Прво, ај за мажите прво. Дечко, кога девојка ти, жена ти, швалерката, ќе дојде и ќе ти постави научно фантастично прашање. Срце ме сакаш ти мене? Колку ме сакаш? Многу ме сакаш?
Шо стоеш бе подал, 100% вила него че ти клиоград 100 евра, не ти гина да ти ам факе магла ебате. Ме сакаш, не ме сакаш. Или, например, ова одлично искуство го зборам. Кога некоја цура ќе дојде и ќе ти каже, дечко, многу си маженствен. Тоа значи дека нешто не е уред со тебе, брат. Или не си пањат, смрдиш, или земи избричи се, мислам, секаде. И уште една работа да им појаснам на жените. Значи, вака, ова за младата популација, за девојките се однесува. Цури, значи вака, кога ќе те викне машко дома да гледате филм, нема да гледате филм. Значи, како да ти објаснам дека нема да гледаме филм? Ја викам дома стрца, тој ка мене филм да гледаме, и она стварно мисли филм ќе гледаме. И доаѓа влага ка мене у соба, зема наоружана, на чипсови, смоки, кикирики, печени, непечени, љупени, нељупени, пиво, кока-кола, газоза, све. И доаѓа вака влага ка мене у соба, наоружана, кој Дедо Мраз. Влага и позитивна енергија, филм ќе гледа, ало. Доаѓа ме прашува, Боки, и шо филм ќе гледаме сега? Шо филм ќе гледаме сега? Зини да ти кажам шо филм ќе гледаме сега,